Така е, добро вечер и добре дојдовте. Ново издание на Никој да не знае. И веќе си знаете. Никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин. А кој е тој со неколку реченици колку за најава. Вели вака, она што со сигурност можам да го кажам е дека тој е човек кој без влакна на јазик ќе ти ги каже сите работи во лице. Пејач, јутјубер, од неодамна има и свој подкаст. Всушност реши со заокружување на 30-та година од својот живот да излезе од удобната, од комфорт зоната, да се пресели од Куманово во Скопје и да се обиде да се пронајде себе си, како вели во едно интервју. Бил дел од повеќе реални шоуа, вели многу пријатели добиваш така, ама и многу работи учиш. Нема идоли, освен можеби неговата мајка. Најдобро се чувствува и замислува себе си во се што се нарекува шоубиз. Марио Арангеловски по Никој да не знае. Здрава живо. Боже, каква најава. Ја не знам, ова пишува тоа програма на мената за сите категории. Не знам дали сум за сите категории, ама добар ден или добро вечер, пошто се стемно у 4 попладне на сите наши гледачи. Зашто не си за сите? Во последно време не треба потака да фатиш тие покасни термини за ја да ти дајам гост. Шала на страна, се адаптирам ја лесно и за утринска програма и вака за попладневи часови. Така е, да. Добро, значи имаш уште нешто што можев да го кажам во најавата, например, дека би сакал да живееш во Барселона, дека едва чекаш да ти дојде хитот, нели? Затоа што до сега велиш никогаш не сум се почувствувал така како што треба, значи да почувствувам дека тоа е песната за мене и така натаму, секогаш искрен со сите, но ќе кажат и твоите две пријателки што има да кажат за тебе, за тоа малку потоа. Би почнувам обично од детство, нели? Па почеток, па како почна и така натаму, како тргна приказната, ама сега заради тоа што 30-кава и твоето одбележување на 30-ката ти донесе нови големи промени и едно интервју баш наменато за таа твоја промена и баш решавам наопаку или поинаку од крајот да почнеме. Си рекол вака, животот на 30 не изгледа како што замислував. Кога бев мал, мислев дека луѓето на 30 се успешни по дефолт. Ги замислував како луѓе со стабилна работа, семејство и предвидлива рутина, но кога наполнив 30, сватив дека животот не оди по шаблон. Кожата ми стана тесна, ова колку да ти спровоцирам уште малку. Година ден интензивно размислував на тема промени. Не знаев што конкретно треба да превземам, но знаев дека кожата ми е тесна. Телото и мислите протестираа секој ден. Така е, па ете убаво сум рекол, кај да сум рекол, се више не можам се пофаќам, стално да дам некои изјави. Генерално, 30-та година, како ми се приближуваше, така се повеќе ме мотивираше да ги превземам работите во свој раце, иако на почетокот наистина не знаев што конкретно треба превземам. Само нешто дека треба да направиш. Така е, чувствуваш дека ти е тесна кожава, меѓутоа тука се нели психотерапевти, луѓе, пријатели со кои што можеш да го споделиш проблемот, ако тоа воопшто е проблем или само животен процес. Сметам дека ова второто, затоа што проблеми се уствари некој вид на предизвици на кои што треба да се одважиме. Можев јас да си останам во Куманово, таму да си го дочекам 30-тиот роден ден, да си продолжам да си го работам она што веќе 7 години го работев и така да си тапкам уместо до пензија, меѓутоа во тој случај тоа беше така неприфатливо за мене. Јас сум малку поинаков и се разликувам од останативе луѓе, па можам да кажам на моја возраст, и постари и по мали, млади, како и да е. Меѓутоа, навистина во еден момент се почувствував како кожата да ми е тесна, одлучив да ги превземам, да превземам чекор по чекор, тоа го размислав, меѓутоа се превземав во еден момент и се случи во еден момент. И таа промена на работно место, и преселувањето, и започнувањето на проектот подкаст кој што го спомна, сигурно ќе зборуваме нешто подоцна и за него. Така што генерално све тоа се случи во 24 часа, но се размислуваше и се толкува работите една година дена, за да видам навистина каде сакам да завршам. Иако Барселона ми е градот од соништата, некако Скопје како метропола, ајде да речам оваа наша скромна мала земја, е местото каде што за сега мислам дека припаѓам. Тоа не значи дека Барселона нема да ми се случи за некоја година, меѓутоа во овој момент не планирам да ја напуштам државата, одлучив да ја дадам уште една шанса, одлучив да ги искористам сите ресурси со кои што располагам, сметам дека тоа водителство, ајде ако можам така да го наречам, иако подкаст е неформална емисија, е еден од талентите кои што сметам дека го поседувам, одлучив и него да го искористам и нормално да не ја занемарам музиката која е моја прва љубов. Многу ми пречу последно време кога
луѓе во мислат дека ова е моje ново поглавје во животот и дека музиката сум ја запослал. Да, не е така и тоа стално сакам некаде да го кажам. Многу луѓе кои што се пејачи истовремено се и водители, како што е, не знам, наша Тијана Дапчевиќ, Марија Шерифовиќ истовремено се занимава со влогување, креирање на YouTube видеа. Ја имаме и Цеца која е као голема звезда, која има нејзино шоу. Гоца Тржан и ред други изведувачи кои што нужно се музичари, пејачи, но истовремено и негуваат некоја друг талент во јавноста, така што ја не сум единствениот и не сакам да луѓе мислат дека јас сум сега водител, музиката е моето минало. Напротив, се работи на музика, на авторска музика и едва чекам да догледа светлосен ден. Супер. Ќе те прашам, знам дека искрено ќе ми кажеш како и секогаш, што рекоа твоите кога им кажа пред година дена дека нешто во главава ти се случува и дека тесна ти е кожата и дека од комфорт зоната сакаш да се заминеш? Тие тоа го чувствува, јас не им го реков, затоа што на тие години сватив дека што повеќе го споделувам тоа со луѓе кои што се загрижени за мојата иднина, толку повеќе ќе ми стојат на патот. Иако ми го мислат најдоброто, тие се тие кои што ја живеат таа зона на удобност и не можам од нив да очекувам сериозно голема поддршка ако така треба оди, затоа што знам дека се плашат за мене, затоа што ме сакаат. Јас тоа го разбирам и баш таа причина ги поштедив од сите тие периоди. Не им кажа. Така, им соопштив, јас денеска дадов отказ. Јас денеска најдов стан во Скопје и јас од тој датум се селам. И кога све тоа го знаев, така го споделив и со мои пријатели и со родителите и така натаму, го зборував ја тоа индиректно со сите нив, затоа што се чувствуваше таа промена во мене, сакам да се заминам, сакам да отидам овде, сакам да пробам ова, меѓутоа ништо конкретно. Дојдов да гледам еден стан, реков на некој состанок со Скопје, не објаснував, затоа што сакав да ги донесам сите одлуки и како такви да ги споделам со нив, за веќе да немаат простор за сугестија. Што ти рекоа кога им кажа? Па ништо, не им остана ништо друго, освен да ми пружат љубов и поддршка. Така? Така. А секогаш сум ја имал од нив, така што не се ни плашев. И ден денеска се може би скептичи, што е нормално. Родители како родители, меѓутоа ја чувствам потајно таа поддршка. И се горди и се плашат. И тоа така функционира, меѓутоа тоа е нивна обврска на крајот денот. Моја да ги превземам работите, бар во овие години, да ги превземам работите во мој раци и да им го докажам спротивното, односно за година, 2-3 од сега да сватат, окей, ние сгрешивме. Да, требаше да го Требаше да бидеме слободни, во поддршката. Од сигурна работа до свој подкаст, велиш неговата мисија, твојата мисија е јасна, да создадеш нешто свое. Сакав да направам нешто што е мој подпис, да работам за себе и да живеам од тоа што го сакам. Па цел живот некако живееме во свет на финанси, цел живот не потик за све што го работиме се уствари на пари. Што мене како идеја не ми се допаѓа. Мислам дека уживањето треба да го ставиме пред парите, иако се нужно врзани, иако за да уживам мора да имам и финансиски средства и редовни приливи, да не се доведам до ситуација на рапна екзистенција, меѓутоа од друга страна сметам дека ризикот е тој кој што ти носи лагоден живот. Ако ти никогаш не превземеш ништо за себе и не се осмелиш да искористиш, види, јас не сум како секој обичен граѓанин, во смисла ја поседувам таленти од кои што можам да живеам. Сметам дека секој ги поседувам, меѓутоа не секој ги препознал кај себе. Јас сум ги препознал и сакам да ги искористам и сакам од тоа да живеем и во тоа нема ништо лошо. Знам да пеам, можам да правам настапи, да имам да настапувам по клубови, по кафичи. Слободен сум пред камера, наративно сум солиден, можам да поднесам притисок од јавност и генерално тоа е денеска во модерно време многу поволна работа за мене, во која што и уживам и од која што можам да живеам сега за сега. Ако тоа се смени во иднина, не немам проблем, прв да застанам онде да продавам нешто, да работам како било кој друг граѓанин. Меѓутоа се додека ги поседувам овие таленти и сум спремен да ги искористам на било кој начин, ќе дадам се од себе. Така. Од кога знаеш? Цел живот знаеш дека сакаш шоубиз, некаде се гледаш себе си во тоа? Од дете, не знам, од мали нозе прво сум се восхитувал на одредени ликови кои што сум ги гледал на телевизија.
Јас сакам да сум таму, сум гледал Евровизија, секогаш сум бил, ја еден ден, ниту сум отворил уста, ниту сум знаел дека знам да пеам, можам да пеам. Само сум сакал тоа секогаш, камери, светла, луѓе, екипа, не знам, шминкање, продукција, снимање песни, видео, тоа секогаш ми било интересно и затоа не сум врзан нужно за музика, туку и сакам да монтирам видео, да снимам влогчиња. Тоа си рекол, музика, креирање содржина, камера, монтажа, тоа е мојот свет. Све тоа ме не знам, пешен, страст. Цел живот на тоа некако се врзувам и тоа ми е инспиративно, тоа би можел да го работам 24 часа без да се чувствувам дека работам. И кога е тоа така и од тоа можеш да живееш, тоа е тоа уживање за кое што јас говорам во тоа интервју, да. Исцртен лексикон, така? Како го создадимава? Што ти спровоцира да биде тукму така? Не знам, постојат денес многу подкасти, многу такви формати на емисии и секаде се пристапува со како ти почна и така целиот живот тековно. И сега сакајќи да се истакнам, да направам нешто поинакво, го размислував како концепт и сметам дека моите лексиконски прашања се за јавноста, може би и глупи, ако тоа е најгрубиот термин со кој што можам да се употребам, баш заради тоа што никој никого не прашува во емисија кое ти е омилено јадење. Зошто би те прашало, освен ако тоа не е готвачка емисија или кога си имал прв бакнеш во животот, прво сексуално искуство и така некои поинтимни, шкакливи прашања кои што публиката може би сака да ги слушне за нивните идоли, омилени пејачи, актери, политичари или кои све мене ке ми гостува во тој формат наречен подкаст. Меѓутоа, тоа се навидум глупи прашања, така милувам да го формулирам тоа, кои мислам дека се значајни за луѓето да и поистоветат со некоја јавна личност. И ги прашувам така и за некои табу теми, што мислат, дали се за, дали се против. Имам неколку рубрики од тоа колку чини твојот аутфит до која стана вирална и мислам дека треба живееш под камен да не си налетал на тоа на едно од таквите видеа. Меѓутоа, имам неколку рубрики и тоа све некако во еден двочасовен муабет се сведува на фин подкаст, пред се културен, во граници на нормала, иако постојат прашања кои се можеби поексплицитни, ги сведувам на она да е програма за секоја публика. За секоја, како вашава. Како вашава, да. Иако е во вечерен термин мојава, сепак е во прайм тајм. Ова учеството во повеќе реални шоуа, тоа беше исто така твоја одлука? Велиш дека секогаш од твоите си ја имал таа поддршка. Како одеше патот твој? Биле скептични и тогаш. Секогаш биле. Мислам, детето им се впушта на многу рана возраст во некои сериозни проекти. Кога прв пат отиде? Прв пат во реално шоу конкретно на 20 години. Само што запиша факултет, море 19. Добро. Само што го запиша факултетот прва година, мене ми се јави тогаш Роберт Билбилов, почнува едно македонско реално шоу, затворени сте во куќа, нешто налек операција Триумф, ке пиете секоја недела, на секоја гала вечер испаѓа по еден. Добро. И така приказнава све тоа фино, мене ми звучи, викам, топ. Да, биг дил за мене, ја оставам факултетов, идам у реално шоу, ма како ќе оставиш факултет? И ја не го оставив, го запишав вонредно, иако бев супер студент. Некако го запиша вонредно, влегов, тоа шоу заврши нешто неславно, не беше ниту многу гледано, ниту многу професионално. Меѓутоа, како искуство ми буди некои убави чувства, не нешто прехаотични, барем тоа првото, на иста адреса се викаше и така заврши, се вратив. Ја излегов таман на испитна сесија, не знаев ни кај сум, ни зашто сум, меѓутоа успеав да совладам нешто од материјалите, полагав некои испити и го продолжи факултетот, пошто неколку месеци ми се јави од Србија, препорачан од тогашни луѓе кои учествуваа во самиот проект, Бојан Јовановски и Лила Филиповска, ме препорачале како еден представник од Македонија да влезам во едно друго регионално шоу, зашто сериозно размислував дали ми треба во животот, знаејќи Малдиви, тоа се емитуваше паралелно со едно друго Парови, малце беше по надвор од она што беше ова македонска. И се мислев дали сакам, не сакам, меѓутоа си реков ајде кога веќе тргна. При тоа се емитуваше летно време, се снимаше нормално во живо. Бев фазон, окей, не губам од факултетов, можам да пробам, октомври излагам, ќе си фатам втора година и таман некако ќе дојдам при себе. Меѓутоа, колку ти кога ќе излезеш од реално шоу после 120 дена затворен, можеш да продолжиш таму каде што си застанале прашање. Но од друга страна, ете, све тоа помина, јас жив здрав и го завршив факултетов и имам две реални шоу позади себе. Све на све, моите не беа
импресионирани од одлуката да влезам во одлука. реално шоу, нити им пријало, претпоставам да ме гледаат 24 часа во разноразни изданија. Ти тука и плачеш, и пиеш, и спиеш, и све е тоа еден склоп на околности кој што не е пријатен за очите на родителот, но ја постојано кога ќе навлезам у тема со нив им велам: вие имате син од кој што не можете да очекувате да се однесува како секој нормален човек во државата. Мене ова ми е работа. Јас не можам да им објаснам дека не треба да ги интересира било каква критика и коментар од комшиката, од нивните роднини, пријатели. На крајот од денот осудени се да ги трпат последиците на мојата Многу е професија. смешно ова. Кажи ми само дали кога ти научи да се носиш со себе ова? Ја научив од дете, него не можам нив да ги научам. Како научи? Па научив, изложен сум од дете пред камери. Јас се појавив на Македонски идол 2010 година, имав 14 години. И јас од тогаш, иако тогаш не беа актуелни многу социјалните мрежи, сепак имаше, не знам, Facebook и уште некои такви мрежи, на кои што си изложен, луѓето те коментираат и ти научен си дека денес некој ќе напише: леле, ама е сладко дете во Суперпеј, утре ќе напише: леле, види го, овој везе нема во животов, па грте, па вакове, па такове, и ти некако еден ден вака, еден ден така, еден ден, и тоа трае 15 години, и некако природно ти влегува дека ќе се разбудиш, ќе отвориш телефон, на некој портал те објавили и сега коментариве од крајност у крајност. Сваќаш дека тоа е последицата на професијата која што си одбрал да ја работиш. Така. И некако не секогаш ти е пријатно. Нормално дека нема е пријатно на човек да на секој второ видео, фотографија или било што статија, што и да е, чита нешто негативно за себе, но не постои човек во државата кој што со тоа не се соочува, а е јавна личност. Така. Мислам дека и нај саканите, најпочитуваните луѓе на крајот од денот, еве денес се уште ќе објават статија за Тоше Проевски, па ќе најдеш 3 коментари долу, кај што го плукаат, па дур беше жив, беше ваков така. И ти си згрозен, при тоа збориме за човек кој што не е меѓу живите. А знаеш како велат, за покојниците се најдобро, па макар у тој момент да се уќуткаме. Еве сега исто ни се случува со ДНК. Дај луѓе да се приберем. И ја кога ќе сватам дека на мој години со вакво однесување и такви некои авантури добивам негативни коментари, мене ми се сосема прифатливи и знам кај живеам, знам што можам да очекувам и навик. Ајде, пошто затоа што го спомена колку чини твојот outfit, мислев потоа да биде како дел од, нели, да одиме со од твоите другарки и така натаму, ама ајде сега за тоа. Стана на вистина многу прашина, очекуваше дека прашинава ќе се дигне? Немав идеја како тоа ќе помине. Го стартував тој серијал на мојот пријател Стефан Лазаров. Славеше 5 години постоење на неговиот YouTube канал, направи една манифестација, Лазаров Awards, се појавив јас таму и чекајќи тоа да почне, си листав TikTok и ми излезе на TikTok видео во кое што луѓе во Нью Йорк се прашуваат на улица колку ги чини животот во Нью Йорк. Нешто такво. Добро. Па ги носат по апартмани, па гледаат исплатливо, неисплатливо. И ја викам, како идеја, ја на овој настан, јутуберски настан, имам еден куп јавни личности, дај ќе тркнам до кола, ќе се земам камерава и ќе почнам да ги прашам колку чини нивниот аутфит. И така налетав, дур се враќам, Тамара излезе од салава и викам застани ја. И ние на шала на смешка тука дојде, не знам, Игор Џамбазов, Сергеј Варошли, еден купол. И ја тука изнаснимав неколку луѓе, си седнав и продолжи манифестацијата, не бе фокусиран на тоа затоа што не ни знае како ќе заврши. Се прибрав, ги префрлив материјалите, почнав да монтирам, јас сватив дека тоа е, не знам, видео од 60 секунди, 90 секунди, кое што одлично може да се склопи, да биде динамично, интересно за публика, да не може да го игнорираш. И почнав ја да ги пуштам од ден во ден, така имав 10 епизоди. И потоа почна да ми се јавуваат од разноразни ивенти, дојди ваму, дојди таму. Мислам, тоа стандардно ме викаат кога има, не знам, Influencer Awards, прослава, некој медиум слави едно друго, и секогаш таму присуствуваат јавни личности. Овој серијал стриктно го терам со јавни личности од оправдани причини, и тоа стално пробувам на луѓето да им го објаснам кога имаат негативен пристап кон оваа рубрика. Тоа сакам да те прашам, затоа што знам дека, како да кажам сега, знам дека ќе ме сватиш. Значи, тоа што си ти, како што јас сум те проценила сега, не знам дали се согласуваме, дека воопшто не ти е важно колку чини нечи аутфит, барем така мислам. Мислам за тебе, нели? И сега коментарите знаат да бидат и дотаму, нели? Дај, во време кога ние не можеме да се прехраниме, некој прашува колку чини твојот аутфит. Ама ти рече, на 14 почна се, јас знам дека за тоа ќе
се зборува, па нека само сликата да е добра, како Ја не беше? ни навлагам во тоа дали цените се релевантни. Аха. Не навлагам дали тоа што го носат на себе фейк или Добро, не е. добро. Не навлагам дали стигнале со Юго или со, не знам, Порше. Не е поентата на таа рубрика тоа. Поентата е шоу бизнис, поентата е забава. Поентата е да ти излезе да се изнасмееш. На крајот од денот таа рубрика и почна како хумористична, неинформативна, неедукативна и тоа треба да остане да биде така. Во еден момент се случи пресврт кога едно девојче кое што е модел, јас го снимам и таа изнесува информации дека часовникот ти е 30.000 евра, дека фустанот ти е вака, така, чантата. 50.000 евра. И сега, кога тоа девојче нема позадина да ги оправда цените кои што ги говори во тој момент, сите хейт коментари, и таа рубрика веќе не е смешна, туку е тажна слика за Македонија. И мене се тоа ме фрустрира, затоа што ја и знам од каде потекнуваат тие коментари, што ги иритира луѓето да седнат и такво нешто, при тоа девојчево ни криво ни должно. Кажало што кажало, младо е, тек дошло на сцена, не знае ни како да се однесува, ни што треба да каже. Го немав тој проблем со Џамбазов. Зашто никој не му се дрзна на Џамбазов да каже, а човеков носеше маичко од 200 дена. Меѓутоа, суштината е токму во тоа, дај да видиме крајност една и друга. И тоа на крајот од денот, пак ќе кажам, треба да биде хумористична рубрика во која што вие ќе се насмеете минута-две утекот на денот, кога тоа ќе ви излезе, а не да осудувате, не да плукате. При тоа, како што споменав, јас тоа го правам само исклучиво со јавни личности кои што на крајот од денот се должни да изгледаат гламурозно, ексклузивно, независно колку тоа на нив чини, реално во пари. 90% од луѓето на естрадата се облакаат на принцип на компензација. Иде кај дизајнер некој во некој ателје, зима фустан кој што може би чини 10.000 евра, го носи и го враќа. Значи тоа се цени реални, толку нештото вреди, меѓутоа не е во твоја сопственост, ти си ги немала парите да си го приуштиш, но го носиш затоа што тоа ти е професионален повик, ти мораш тоа да го направиш. Треба на црвен килим да се појавиш како што доликува. Не си тргнала во маркет, во автобус, си тргнала на телевизија, се тргнала на и тоа луѓето не го разграничуваат, не го доживуваат како што така треба. Ние гледаме филмови, гледаме премиери по светов, не знам, Холивуд, Оскари, гледаме MTV доделување награди, па таму сите коментираат кој како е облечен. Имаш една Мет Гала на која што суштината е кој како ќе биде облечен. Ана Винтур тоа го води и се коментира тоа месец дена, овој носел ваква креација, чинела толку. Зошто кај нас тоа да го нема? Мене ми е јасно до кој стадиум е доведена нашата естрада, меѓутоа еве нека ова биде една рубрика која што ќе издигне на тоа ниво. На крајот од денот мене не ме интересира колку тоа чини. Јас сум само еден водител, ниту сум па модно гуру. Не знам зашто луѓе на крајот од денот очекуваат. Колку пати кажав на крајот од денот ја оваа емисија. Ај не кажуваме више. Али као не на крајот од денот. Сакав да кажам, не знам зошто очекуваат. Јас секогаш да изделам добро, дотеран, не знам, ја не сум модно гуру. Јас само сум водител на таа една рубрика. И као не се замарам кој во што е облечен, само ги прашувам, може да одговорат и прайслес, и не знам колку чини, и неќам да ти кажам, и да не се снимаат. Све е тоа легитимно, јас све тоа го прифаќам и го емитувам такво какво што е, не вадам од контекст, не сакам да направам драма од таму каде што не постои. И тоа е тоа. Таа рубрика ќе продолжи, таа рубрика си ја префрлив и во рамките на мојот подкаст, каде што имам еден момент кај што во лексиконот постои прашање кој ти е омилен моден бренд, доколку милуваш мода ќе одговориш, доколку не ќе кажеш се облакам во било кој бутик у Скопје или било каде. И следното моје прашање последователно е колку чини твојот аутфит во тој момент. На тој начин сметам и дека си нивото на подкастот ќе си го издигнам да луѓето имаат инспирација да ми дојдат подотерани во подкастот, да не ми доаѓаат во мајци и дуксерки. И тоа е тоа. Добро, да нема да имаме многу време, како почна ти да ама добро. Не сме се виделе одамна, па све да ти кажам. Ова со аутфитот ми се допадна, овој убаво раскажано. Сега ја слушаме Наталија, твојата пријателка. Ајде. Да видиме таа што има да каже за тебе. Куси се овие парчиња, Сара и Наталија. Започнуваме со Наталија и потоа се враќаме во студио да искоментираме. Здраво на сите, јас сум Наталија, другарка му на Марио. Ми прати дека треба да одговарам неколку прашања во врска со него, така да може да почнеме. Првото прашање е колку време се познаваме со Марио. Во прашање е долг низ години. Второто прашање е како би го опишала јас Марио.
како лојален другар, семеен човек, многу забавен тип и како една од најголемите позитиви што ги имам ја во мојот живот. Да кажам некоја мана на Марио. Нели, секој човек има врлини и мани, но ајде нека биде тоа дека многу сака да спија и дека ако треба да излеземе негде, например на кафе или доручек, тоа не може да биде пред 3-4 попладне. И едно прашање за него може да биде, ајде, кога е следно авторска песна? Кога своја авторска песна? Така е, да си ја поздравам Наталија. Наталија ми е долгогодишна пријателка од Куманово. Сара, која ќе ја видиме нешто подоцна, ми е прва пријателка со која што почнав да излегувам да се дружам откако се пресели во Скопје, на која знаев уште пред да се пресела. Кога авторска песна, подготвувам еден проект, ајде ќе откриам. Станува збор за мини албум EP, модерно кажано, со 3 композиции, со трилогија. Го прочитав, да. Ма си го кажал пред 2 години ова. Од тогаш ми беше како идеја, сега веќе го подготвувам. Ги имам песните, треба влезам да ги снимам. Готово. И така, имам супер екипа, работам со Андри Ник, Слаткар ми напиша еден текст, навистина фини песнички, едва чекам да догледат светлосен ден и мислам дека тоа ќе се случи веќе на почетокот годината. Сакав тоа да си го направам како собствен подарок за 30-тиот роден ден, но благодарение на подкастов каде што бе вака со обврски, не успеав и не сакам да го избрзам, сакам да му се посветам, затоа што, пак ќе кажам, музиката е моја прва љубов и сакам тоа кога ќе излезе да биде бомбонче. Така. Добро. Сега додека ја очекуваме оваа трилогијава, ќе пееме нешто што е evergreen. Ајде. Да, секогаш сум љубител сум на наша македонска музика, особено на онаа со која што растев на времето. Секогаш кога гостувам по емисии имам прилика да отпеам некоја песна, не знам, од Драган Мијалковски и такви некои изведувачи, го правам тоа со задоволство. На 223-305. Ајде. После джинглот. Да се јавиш ти, но залудно се надева. Викни ме, знаеш дека свет си мој. Сврти го, мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. Чека еден свенат свет на 223-305 побарај ме. Долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надева. Викни ме, знаеш дека свет си мој. Сврти го, мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден свенат свет. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305
čeka jedan sve na cvet na 223-305. Povaraj me, povaraj me, povaraj me. Марио Ангеловски, понатаму во Никој да не зна, слушнавме еден хит во очекување на неговата трилогија, а потоа ќе видиме и албум, и концерт, све. Имаме малку време, а јас повеќе прашања. Морам да те прашам ова со јутјубирството заради тоа што во едно интервју си кажал нешто што ме провоцира, нели, како секој новинар. Велиш дека сега во моментот, еве парафразирам за да не ги барам са каде се работите, дека во моментот не ти се допаѓа како стои јутјуберската сцена во Македонија, кога си почнал ти и со Ивона и сам после Малдиви, затоа те прашам. После тоа шоу чисто да ги испровоцираме луѓето, тогаш велиш раскажав нешто, како што ми се случуваше таму и тоа стана вирално и така тргна се. Што е она што не ти се допаѓа? Велиш ако некој веќе се продава, тогаш не треба да се продава за малку пари. Конкретно јутуберската сцена кога ние почнавме беше многу искрена, далеко поискрена, ретко кој заработуваше од тоа и затоа можеби беше таква. Денеска е се испланирано, денеска е се со рок на траење, тоа не ми се допаѓа, затоа и во еден момент престанав да го снимам контентот кој што содржината која што до тогаш ја пласирав и сметав дека треба да одам чекор понапред и подкастот беше последователно случување на тоа нешто понапред. Супер. Кога дует со Гавазова припев на Бум Бум? Ке биде, еве, сега ми беше гостинка во подкастот, го спомнавме тоа, таа сака да снима некоја сосема нова песна, не преработка на Бум Бум, меѓутоа јас се инсистирам, така што да ја поздравам Гавазова и се надевам дека тоа ќе се случи. Да. Што те прави среќен? Беше едно од прашањата овде и си рекол дека многу посреќен бев кога и некогаш кога не сме имале дури ни струја дома, ама кога сум со луѓето кои што ги сакам, отколку кога имаш пари, ама не знаеш што со нив. Па добре, никош не сум бил во ситуација да имам пари, а да не знам што со нив, така што не знам како се чувствуваат тие луѓе. Добро. Генерално, да, секогаш сум бил посреќен во тие, не знам, интимни седенки со блиски луѓе, со, не знам, сакам така да си седнам на тераса летно време да си пијам некое винце, да си гледам, да си правам муабет, не мора тоа да бидат скапи, скачања, шампањци, чуда, никош не ме возбудувало тоа и никош не сум го правил. Така што мали работи, колку и се ова да звучи, мислам дека секој рака би ти одговорил, на вистина мали работи, некој убав повик, некој убав муабет, некој изненадување, така. Добро. Ова со Шкорпијава не оди заедно, само да се договориме, да. Зашто така мислиш? Па така мислам. Ама кога сме кај тема љубов и Шкорпија, си рекол најискрено и единствениот пат кога мислев дека тоа е тоа, не било тоа. Така, да. Велиш многу лоши избори правам. Се уште. Се уште. Ништо не се смедува. Какви се твоите очекувања за љубов, нели? Каква е твојата дефиниција за љубов? Па престанав да имам очекувања, белким нешто ќе се промени, затоа што се додека имав очекувања. Јас сакам да бидам сакам на подеднакво ист начин како што знам да сакам и се тоа е погрешен пристап. Очигледно. Затоа што не можеш од луѓе и во животот да очекуваш да те почитуваат идентично како ти нив и не треба да очекуваш за возврат. Треба само да даваш, а кога даваш по дефолт треба да си среќен. Тоа ниво треба да го достигнам сега од 30-тите. Барселона, па макар и да отидеш на пазар да работиш, така си рекол, затоа што волшебен бил пазарот. Пазарот е волшебен. У Барселона е све волшебно. Сретнав едно дете кое собира ѓубре, смет на кејот у Барселона, се смее, го вози тоа жолтото такво што и да е, не знам како се вика, и се смее. Ја викам на другаров, гледај колку е среќен дечково собира смет по кеј. А ја и ти дојдени овдека као туристи, седиме на плажа и размислуваме што не чека у комано. Ѓубре да си собирам у Барселона, рад да сум. Ама тоа било и еден. Не мора да се сите такви. Ма сите се насмејани. Сите се насмејани? Сите продаваат, не знам, тие магнетчиња, цели се среќни луѓе, среќна нација, весели, такво им е време. Како да бидеш несреќен бре под палми до море и на сонце и у зимно време? Да, стварно, да. Шпанија е закон. Да, ми се налути Сара, едва ја натера да се снима. Сара, твое редо да кажеш нешто за Марио. Да ја видиме, Сара. Здраво, здраво, моето име е Сара. Јас со Марио се знам пред една година и неколку месеци, така нешто од моментот кога што дојде кај мене на работа, инстантно кликнавме, тоа беше вака одма момент.
кога би требало да зборам за Марио, да го опишам каков е амбициозен, среќен душа човек, секогаш тука за другите, увек спремен на све. Неговите мани се кога сме заедно, кога сме искочени ваму таму, никогаш не знам да каже, дечка е доста, или ќе збори премногу, па он прв ќе го направи хаосот. И тоа. И едно прашање до Марио што следува. Марио, кога следам па ту кафана? Ај се прво со манива да почнеме. Што значи тоа? Ти збориш најмногу, нема доста, значи нема крај кога ќе си излезеш никаде, така? Толку разбрав? Никогаш не се случило веројатно јас да кажам ајде си одиме. А каков хаос после правиш? За да си Тоа е одиш? вајда хаосот. Тоа е хаосот. Не прекинуваш да збориш. Так, па не да зборам, него генерално не зборам да си идеме, него други мора да ме однесат. Да, а Наталија не ја искоментиравме, таму рече дека ако треба да се договори со тебе за кафе, наутро тоа би било во 3-4. Па добре, јас си сакам, особено Да кога си престанам спијам. да работам, да поспијам така. До 3. Поштено. Не до 3, до 12 сум буден, ама ритуалот, ја морам 3 кафења дома да испијам. Леле. Сам со себе. И после можеш да ме начекаш надвор од дома. Браво. Ако излезем со едно кафе, не е нарно. Не сакаш да ме видиш тогаш. Иди одговориме сега на Сара, кога кафана? Па види, ја не за кафана би кажал само кога почнал да учам грчки. Така што увек. Кога сакаш, Сара? Увек. Да. Беше дел од маркетинг агенција, ама рече не сакам да одморам. Па не да одморам. Јас се преселив во Скопје и некако сакав да почнам да работам нешто за да има смисла тој мој трансфер, колку и да јас имав некаква цел, подкастов, подготовки, едно друго, морав да имам и финансии, од кои што ќе се издржам овде, плаќам една кирија, друга кирија и така натаму. Го земав тоа студио, почнав све да се подготвува, работев 2 месеци во маркетинг агенција. Мислам дека маркетинг како поле ми е блиско и некако можам да го работам, меѓутоа ете, за некој месец може ќе почнам. Во овој момент сакам да видам како е да се работи еден ден по неделата и да можеш од тоа да живееш фино. И како е? Убаво е. Да ти кажам право, пробај ако имаш можност, пробај. Да, и пред да чуваме за крај како финиш на ова Никој да не знае сонце за 3 светови. Ако може да се замислиш, кај би се замислил за 10 години? Во Барселона, во Скопје, во Куманово или? Па не можам, 10 години ми се многу далеко. 5. Па 5 може би се уште во Скопје, како еден успешен изведувач на добра музика, квалитетна македонска, со некој фин концерт за себе, така у Јане Сандански, у Борис Трајковски. Па фино тоа е. Да, ако е можно да се деси тоа за 5 години, ја би бил прегорд на себе, како поранешен представник на Евровизија, еве се визуализирам како да го гледам тоа у минато време и така. Леле, добри ти се а за 10 планови. години може Барселона. Да завршам едно 10 години успешна кариера у држава и после да отидам таму да уживам. Па нека и смет. Па нека и на пазарче. А може и ќе добиам некоја национална пензија, па ќе си се... Добри Високи очекувања, апетити. добри од вас. Високи. Така секогаш треба, така. Треба. Како си рекол, никогаш не вели никогаш. Така е, да. Сонце за 3 светови, ти благодарам за искреност и ти благодарам за интервјуто. Ти благодарам и на тебе да се гледаме почест. Баш. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постои, трепет од крилја на гулаби, в срце ми создава бол. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи, дали може да ја задржи? Ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам
знам дали можам да заборавам. Во гради имам сонце за уште 3 светови. Ако замине ке изгаснам. Илјада слики сеќавања и мечти не домечтаени. Ке носам трагови низини во себе цел еден век. Знам